Различни пчелни и градинарски производи, рачни изработки од дрво, од конец, од екоматеријали, како и дизајнирани мајци беа дел од понудата на штандовите на првиот викторијански базар Taste and Explore Шара, Кусете и истражете Шара, кој се одржа на Попова шапка. Пчеларот Владимир Петровски смета дека ваквите настани на кои можат да ја промовираат својата работа се многу важни. Тој со пчеларството се занимава 15 години, зашто вели дека е потребна желба и љубов, па освен мед, од пред неколку години започнал и со производство на козметика со состојки од пчелни продукти. Да го работам со љубов. Значи, ако го гледаш како бизнис, тогаш брзо ќе се откажеш. Ако го работаш како љубов, уживаш у тоа, тогаш полека растеш и ќе добиеш фидбек, се добија полека. Значи не може да гледаш како ќе земам неколку пчелни семејства и ќе правам тоа ќе ми биде бизнис. Има години кај што ќе имаш, наредни 5 години нема да имаш и значи тоа е мора да имаш љубов да уживаш во работата. Пчеларство се занимавам веќе 15 години покрај традиционалниот значи мед и прополис. Последни 6 години веќе имам и Апи козметика, кај што произведувам 6 врсти на креми и комбинации на мед со ароматични билки. Така да, затоа го проширив асортиманот на своји производи, за да можем да има поголем ефект. Андријана Ристовска-Маринич вели дека е горд представник на казаница, која што е семеен подвиг, кој пак е многу повеќе за раскажување семејна приказна и традиционално пренесување на семејните вредности, отколку продажба за комерцијални цели. Во бавчите во дворот одгледуваат различни градинарски производи, од кои подготвуваат и вкусни зимници. Целта на казаница е да промовира дека она што е карактеристична дејност за подрачјето околу Шарпланина, вклучително под Шарпланина, со особен акцент на градинарското производство во нашите домашни бавчи, е навистина важно и заслужува да биде промовирано како добра вредност. Нашите производи се резултат на хиперпродукција што резултира од слободни активности во нашето семејно домаќинство. Сите производи кои што ги произведуваме свежи се од семења кои што сме ги прибрали од производите од минатата година. Паралелно со одгледувањето на свежи производи, она што останува неисконсумирано свежо се користи за конзервирање на здрав начин и за консумација во текот на зимата во облик на ајвар, салца и мармалади. На штандот на Предраг Симоновски пак беа изложени рачни изработки од дрво. Со овој занает започнал да се занимава од пред известно време, откако добил на подарок ваков производ. Вели дека вложува многу љубов и внимание и се надева дека неговите производи ќе предизвикаат интерес. Се занимавам со овие уникатни работи више година и нешто. Идејата ми дојде, поклон ми донесе еден пријател, уникатен производ ми донесе и од тогаш почнав сам да ги произведувам и вишејате години нешто полека си напредувам и затоа и денеска сме тука да учествуваме по здравје. Понатаму како иде, така ако има побарувачка ќе правиме. Паски за сервирање, масичиња, полици за книги, пепелари, од све по нешто сега, што може да се изработи тоа. Полека ми доаѓа нови идеи. На соседниот штанд можеа да се забележат рачно плетени чанти, привезоци и слични производи. Од идеја добиена од интернет, изработката на чанти станува хоби на Сонја Близновска, од кое започнува и да заработува. Вели дека овој занает е традиција која сака да ја пренесе и на нејзините ќерки. Од ќерките идејата произлезе, видо една ташна на интернет и дали можам, сепак идејата беше нивна. Јас проведов, ја реализирав таа идеја и потоа така, почнав да ајде уште уште друга. Кај мене уствари е повеќе задоволството. Од јас сепак и покрај редовната работа, ова ми е хоби, едноставно си го пополнам вишокот на време. Традицијата секогаш треба да се пренесува, значи сепак јас и тоа на некој начин сум го наследила од мојата мајка. Верувам дека можеби некој ќерките ќе ја наследи, таа треба да се пренесува. Се е направено
од природен материјал, се трудам да биде памучен конец, се трудам да биде тоа што е актуелно, исто така што го носат младите, па и ние повозрасни. Изработка на персонализирани мајци и чанти е предизвик на младата Теодора Матовска. Нејзината омилена тема е нејзиното родно место Тетово. Така што и на убавиот тетовски дијалект ни раскажува како се вродила идејата, но и идејата на нејзината мајка за дизајнирање чаши. Јас сум графички дизајнер и имавме тема на факултет кај што требаше да смислиме дизајн на блуза и така ми се роди жалбата да правим дизајни на блузи и на торбе. И затоа правим се за Тетово и некој така за Скопје. Еве, овде. А мајка ми има цвечара и со тој се роди жалбата да прави рачна изработка на чаши, на чајници. Па ја почнав една година беше, од лани, а мајка ми беше 3 години. Да, ја така имам за цел да имам нешто така како мал бизнис. На Викторијанскиот базар своје место имаше и шара инфоцентарот на планинарскиот клуб Љуботен. Драган Илиевски вели дека целта е да се привлечат туристите, да ги видат убавините кои ги нуди планината. Тука се наоѓаме на овој базар за Шопланина. Представници сме од ПК Љуботен. Приказната за ПК Љуботен трае од 1925 година, значи до година 100 години ПК Љуботен. Се работи за промоција на ПК Љуботен, на природата како таква, да се научи народот да се оди на природа, на воздух, здрав начин на живот, здрава исхрана. Тука има некои рекламни материјали што би биле за од екоматеријали. Организаторите кои исто така ги представија нивните производи. Велат дека базарот е можност на едно место посетителите да вкусат храна од овој регион, но и да дознаат повеќе за рачните изработки. Планираат овој настан да прерасне во традиционална манифестација. За прв пат се среќаваме на денешниот базар. Базарот се вика Taste and Export Шара, инако е поддржан од проектот промоција на економска дизерсификација во рурална средина на југоисточна Европа скора 2. Всушност, тоа представува градење на капацитет на синџири на вредности за земјоделство и рурален туризам, партнерство на CVG и ГИС. Самите можете да видите, ние тука имавме изложено неколку производи, тие се од наше подрачје. Секој си имаше свој штанд, на штандовите беа од различен тип на карактер. Верувам дека на сите им се бендиса, затоа што сме на преубаво место, под Шар планина. Верувам дека и понатамо ќе го продолжиме овој да биде и традиционално, не само за прв пат. Базарот беше збогатен со настап на младите играорци од културно-метничкото друштво Бранко Чајка од Тетово.